Почитувани ученици и наставници, ние учениците од основното училиште Елпида Караманди, заедно со учениците од нашето подрачно училиште од село Доленци, каде што се изведува настава на албански наставен јазик, како и учениците од основното училиште Крсте Петков Мисирков од Бистрица и подрачното училиште од село Кишава, каде што се учи на албански јазик, имаме активности и сме вклучени во проектот МИМО за подобра меѓуетничка интеграција на младите. Во рамките на овој проект, учениците од основното училиште Елпида Караманди, под менторство на наставничката по македонски јазик Сузана Петковска, подготвија и ќе изведат рецитал, посветен на 8 септември, денот на празнувањето на Свети Климент Охридски. А исто така ќе бидат презентирани песни на македонски јазик, турски јазик и албански јазик од нашите соученици од основното училиште Крсте Петков Мисирков од село Бистрица. Училиштето од село Кишава, под менторство на наставникот Тефик Шабанов, како и учениците од село Доленци, под менторство на Шукрие Бајрамовска и Бреимовска. Сега почнуваме со рециталот "Писменоста не признава разлики". Доброгласна труба се јави, разгласувајќи по вселената златозрачни зборови. Клименте, блажен, како гром закрме со светата наука, што огреа како сонце со своите пресветли лачи. Сите го празнува твојот спомен, Клименте, пресветли почет. Свети Климент Охридски е најдаровитиот ученик на рамноапостолите се славенски браќа Кирил и Метод. Тој со своите уши ги слушнал нивните скапоцени зборови и со своите очи ги гледал нивните божествени дела. Свети Климент е достоен наследник и продолжувач на нивното дело, кој подготвил многобројни ученици и оставил зад себе забележителни книжевни творби. Свети Климент заедно со Свети Наум Охридски се најистакнатите ученици на светите браќа Кирил и Методи. Се претпоставува дека Свети Климент е роден некаде околу 840 година. 20 години во Велика Моравија заедно со Свети Наум им помагале на солунските браќа во остварувањето на моравската мисија. Кога Свети Кирил и Методи биле повикани во Рим, со нив бил и Свети Климент, и тогаш бил ракоположен во духовно свештеничко звање. По смртта на Свети Кирил во Рим, Свети Климент заедно со Свети Методи се вратил во Моравија и му останал верен во одбраната на словенскиот јазик. По смртта на Свети Методи, Климент заедно со останатите ученици биле жестоко мачени, а потоа протерани од Моравија во почетокот на 886 година. Во тој период, заедно со Свети Наум и Свети Ангелари, дошле во Охрид, каде што ја основале познатата Охридска книжевна школа. Таа е наречена и прв словенски универзитет кој способил над 3500 ученици. Свети Климент е познат по тоа што ја создал кирилицата, која била полесна азбука од глаголицата на Свети Кирил и Методи. Но Охрид бил зацврстен како глаголски центар во средниот век, каде што уште 2 цели века по смртта на Климент се употребувала глаголицата. Свети Климент, покрај тоа што се занимавал со црковна и педагошка дејност, тој оставил зад себе повеќе значајни книжевни дела, а се занимавал и со преведување на црковните дела на словенски јазик, како на пример Цветниот трио. Негови најпознати дела се Похвалата на Кирил Филозоф, Похвала на словенските учители Свети Кирил и Методи, Беседа за блудниот син. Нему му се препишуваат и панонските легенди, житија на Свети Кирил и Методи, кои се најзначајниот извор за проучување на животот и делото на солунските браќа. Унја Мемир Шовановски, Улма Соиде школа Крсте Петков Мисирков, Унјам Прасе Катар. Шен Клименти Ушпенгул, на Кютетин е Охрид, на Витин, на Кинте Гяшта Мадиетин. Ештрат ети прехен пре пране кишес с шане Пантелеймонит на Плашник. Ја на дречуан да шурит е Иезус Хриштит де кутимет е дритура. Т пристит Кирил апостолит т ри де месуесит ќе дречои токан си ња дјел ме бесим т вртетан.
мешто кимен си të hunjeve, ai ndriçoi botën anemban. Popull Sloven në atë kohë jetonte i mbitur në paditurinë mëkate dhe errësira. Por mëshira dhe dashuria për njeriun si krijesë e Zotit e gjithi të zhvillojë aktivitetin e pastorit dhe si mësuesit shpirtëror. Ai i mbyll gjitha rrugët e gjuhëve heretike në një mënyrë profetike, duke i udhëzuar të gjitha në një shkrim i cili do t'i çonte drejt shpëtimit. Të ëmbël dhe tingëlluese e përkufizuame gjuhën prej të cilis ndriçoi drita e Zotit. Të gjithasisë, kjo gjuhë e Zotave është shkruar për t'i zhvilluar njerëzimit të fshatën për kuptimin e fjalëve të Zotit. Shenjt Klimenti e zhvilloi veprimtarimin e tij në punët e kishës dhe të pedagogjisë. Ai la pas vjetës edhe shumë vepra të rëndësishme në botën e librit. Ishte përkëthyes i veprave ushqyetare në gjuhën slovene, veprat e tij në botën në të njohura janë pohovallata na film filozofët, pohovallata na slovenskите učitelji. Sveti Kiril i Metodit. Ati i janë kushtuar edhe dy vepra lejtare, Panovskite legendi dhe të Gjithtiata na Svetlo Kirili i Metodi. Vepra që janë burimi me i rëndësishëm i jetës dhe veprës të dy vëllezër të Selanikut. Свети Климент се упокоил во 916 година во Охрид и бил погребан во гробот кој го ископал со сопствени раце во црквата посветена на Свети Пантелеймон на Плаушник. Еве, ни свет на Христољупци, светлозрачниот спомен на нашиот преблажен отец Кирил, нов апостол и учител на сите земји, кој што огреа на земјата како сонце, со вистинска вера и убавина, како сонце на трисушното божество, осветлувајќи го сиот свет. И словенскиот народ, кој што беше во незнаење и греовен мрак, по милоста и човеколюбието на Господ нашиот Исус Христос, му стана пастир и учител. Им ги зати устите на тријазичните еретици, пророчки укажувајќи на требливиот јазик и упатувајќи ги сите со писмо кон спасение. Блажен го нарекуваме твојот многугласен јазик, од кој му огреа на мојот народ светлина на тројновечниот Бог. Блажен да се твоите богоподвижни прсти, што ја напишаа за многумина
сокриената богоразумна тајна. Во Охрид, пред кипот на Климента. Пред твојот вишен чинар во брчки рассутен, се спушта ниско мојот ронлив поглед од езерската светлина. Твојата мисла долго ја модулира темната смола на дрвото и откатокот на времето зрачи твојот лик над мојата прашинка. Езерото благо ја придржува твојата мисла. Го бранува древното море на вековите, врз кој стои кроткиот потез на твојата рака. Ми цути по черепот твојата оравина блага, од низините скудни и скршави облици се крива големиот брак на нашите прашинки, врз рамената на водите. Мене и ова едно летно пладне ми тежи под сончевиот чад на охридските прозори. А тебе без прекин брш килјади течат кон далечните лозја, а раката веќе трепери од калемот на маслинките. Езерото веќе се крива над мрежата на моите очи. Од темните длапки на твојата оровија снага свети твоето време. Неговото сончево јаболко го лула езерото и сенката ја учи да пее. Светлина Клименту, а проповеда. Треба бдење во бдењето сонце. Сонце со златен орел и со посребрени гласови слави. Ни полнаките не го засенија твојот ликоче. Го прославуваме Бога во зрно пченица, во зрно грозје, во зрно љубов, во зрно светол храм. Во зрно себе ја поставуваме душата и како на честна трпеза ја осветуваме долгата патека низ мракот. Бевме создадени од премудра блажена мисла. Нишките ги влечевме и во разбојот на времето ја сеевме кирилицата на бело, ленено платно, што го разгрнуваше нашиот вечен сјај. Кога гледавме перија од орелски крилјауче, мислата ни беше упатена кон вселената, но ние останувавме длабоко на земјата, како семе што ја разубавува плодноста на животот. Сплотени во сончевото грло од незаборав, го плетевме сјајното гнездо од љубов. И му ја подававме раката на блискиот и далечниот, како што се подава рака на Бога. Бегајте безглави, им викавме на сеништата. Молкнете дијании, им велевме на злите. Исцелени од раните, ни отвараа нови рани. Сите во злодоба ни ја подкопуваа татковината. Меѓу светлината на окото и светлината на сонцето, брановите на езерото ткаат вечна музика. Дрвото се грани, семето се провртува очи. Мислата ја доставува смислата на битот. Крикот на Климентина ти не го чули? И во звездата на еден народ, кој тргнал, а кај без тебе. И слободата неќе е слобода, акрид ангел, освети бегства, освети мачеништва. Ни трем, ни скали за пречекорување, ни куќа, ни огниште во твоето писмо нема. Што повеќе гласови, што повеќе звезди од народот, оттуј ќе се стемни, и кој глас на која мајка, во која црна ноќ ќе не повика. Нас раштркани вокали по земјината топка, очи веднеат по света земја благородна. Кода е лицето на мајка ми, а облаците се креваат видливо од звездите патуваат и подзастануваат, таму каде што густа ноќ се пласти. Од Костурско до Моравско, од Моравско до Солунско, морето го бара својот белег во нас. Одеш тие и откритието и ште уште. И кој ветер темен од кое житие панонско, ки и корне твоите непца румени, твоите вокали. Траги на птица во ада, а меѓу нас жажда од свилена одаја, до темна зандана, гласот во друга звезда, душата дема. Порањето ни ги раскина, соседе брате, замрсени се жилките. На срцава подкоравени, под пукнатините нивни, протече црна смола. Затескана со земја искосница, дотогаш не затупнета со лепи вино. А носевме вино во грстот и леп во очите. За сите усни подгорени, за сите раце, протегнати кон сонцата, до морничавост теплосани. Дланките со мечни ги подкустија, очите со копјани ги извртеа, па ни рекоја, сејте звезди под нозете. На бела Дунава, соседе брате, ги сплакнавме живите раи и дојдовме тука, од праисконско дно, сребрени жилки да вади. Земја грагорлива, грешница негивната,
Пуштивме рало за белута. Срцето да и го побараме и со блага крв да не проси. Љубов за сомнеш, добрина за страдање, раѓање за проклетство. Па еве не сега, накарпиве ме млосани, облевани со црни води и недоисплакнати од сонцето. Стражариме, утки будни и чекаме небото да протече по белите ридија, земјата да ја задои со звездено млеко. Он јам Джемал Шабановски ме својде школа Крсти Петков Мисирков, јам ѓашта клас. Без јазик си никој и ништо. Родниот јазик е бисерен гердан, од зборови, толови со мислите, тие ти ги редат во слики јасни и точни. Тој е бруток непреслушен вече, низ бистри кавки зборови тече. Џубори клокоти звони се лее, кој јасна звезда секој збор грее. Тој ни е заветот дедовците, како сланикот од огништето, чувај го како црнка во очите, без јазик си никој ништо. Да го сочуваш твојот јазик, значи да го браниш како нешто најсветло. Значи да останеш верен на духот на твоите предедовци и да го почитуваш се она што тие го имат направено за твоето потомство. Милоста кон народниот јазик е наш долг и наше право. Ние сме должни да го милуваме нашиот јазик, зашто тој е наш, како што е нашата откопина. Јас сум Аделина Zegmanovska. Dita e alfabetici, peitonin zënës ditoni fëmijë. Në shkolla shqipe duke I prije na pret shkolla, na presin shkronjat, shëndrisin lartë të qiellin si zizëllonjat. Radhitini o nxënës kujtimet me radhë shkronjat shqipe në nëntor kanë ardhë. Me shumë degelatë, me shumë djeratë, me patriotët të shquar dhe atletare. Kongresi I manastirit shkronjat na I fali, thesarin më të çmuar, thesarin prejari. Ruajini këtë alfabet si sytë e ballit, si shqiponja folenës, si bleta nektarit. Фрагмент од романот Климент Охридски, Томе Арсовски. Свеста не му се врати. Лежеше така 24 часа и утредента, на сам ден Свети Пантелеймон издивна. Почина во рацете на свештениците во летото Господово, 6424 од создавањето на светот, или во 916 по Христа, во месец јули 27 ден. Неговите ученици, тоа една самиот го виде и потом го напише за својот сакан учител Методија, неговите најдобри ученици го положија на удар и му направија достойни да не го почести, и откако му ја ислужија службата на словенски јазик, го погребаа во соборната црква, во гробот што самиот си го подготви. Беше месец горешник, како што го викаа овдешните Словени. Сонцето гореше како усвитен вршник, а езерото, белото езеро блескаше како сребрена рибна крилушт, шумулејќи ја песната за епископот Охридски и Велички. Епископ Словенски Климент. И додека пред изморените очи, се уште како насоне, го гледаше испиеното и старечко лице на својот учител Методија, скрца тешката замданска врата, и во ќелијата влегоа тројца свештеници, приврзаници на вихинг. Од полуотворената врата на ќелијата зркаа две сиви и сурови очи. Климент предполагаше дека тоа е стражарот. Оче, дојдовме да го слушниме твоето покаяние и да те пушти гневот, зашто и да беше вашето страдање, за вашите погледи доста беше. Наше беше да ве помениме, а ваше е да си тегнете поради вашата тврдоглавост. Ако некој истрајноста во вистинската вера и идеалите ја наречуваат тврдоглавост, тоа не е ништо друго, ами празноглавост. Ве молам, немојте да ми лицемерите, како фарисеите. Искажуваме голема благодарност до наставничката по македонски јазик Сузана Петковска, наставникот Тефик Шабановски од село Кишева, наставничката Шукрија Бајрамовска Ибраимовска и секако најголема благодарност до наставникот по информатика Сашко Гошевски за неговата помош и соработка за реализација на овој рецитал, посветен на Свети Климент Охридски. На сите ви благодариме за вниманието.